Почитувани гледачи, добре ни дојдовте. Ново издание на неделниот микс. Теми од културата секогаш во преден план, така ќе биде и овој пат. Мојата прва гостинка денешна е универзитетска професорка, преведувачка и толкувачка со богата домашна и меѓународна кариера. Незината работа опфаќа наставна дејност, книжевен и стручен превод, симултано и консекутивно толкување на високи државни и меѓународни настани, како и бројни проекти поврзани со италијанскиот јазик и култура. Неодамна се одржа и промоцијата на незиниот најнов превод "Обликот на водата" од Андреа Камилери. На моје големо задоволство, професорката Радица Никодиновска, професор доктор, е денеска дел на неделниот микс. Добре ни дојдовте, професор. Добре најдов, Марија. Благодарам за поканата да учествувам во оваа прекрасна емисија и се чувствам навистина многу пријатно во вашето студио. Многу ми е драго што е така, задоволството е големо и еве пред се честитки за, како што спомнавме, вашиот најнов превод "Обликот на водата" на Андреа Камилери и всушност може би гледачите веќе знаат, станува збор за писател, сценарист италијански, театарски режисер, драматург и она што е препознатливо кај него е што всушност има навистина автентичен начин на изразување, тука се сицилијанскиот дијалект, атмосфера и така натаму. Како и колку всушност за вас беше предизвик да се преведе токму Камилери? Да. Благодарам за најавата. Еве ќе почнеме со Камилери, како што предложивте и вие. Идејата за преведување на Камилери всушност одамна тлее во мене, меѓутоа, како и за преведувачи на многу други јазици, навистина представуваше огромен предизвик. Меѓутоа, минатата година, по повод 100 годишнината од раѓањето на Андреа Камилери, еве, се одлучив да го преведам овој роман. Тој е "Обликот на водата". Тој е дел од една криминалистичка серија посветена на инспекторот Салво Монталбано, познат многу не само во Италија, туку на меѓународен план, бидејќи целата серија посветена на Монталбано е всушност преведена на многу јазици, на француски, португалски, сите негови дела 28 посветени, ќе речам повторно, на Монталбано, се преведени на тие јазици, но на уште 30 на јазици, најмалку. Зошто беше тешко да се одлучам за тој превод, бидејќи бев свесна за неговиот поднаводници проблематичен јазик. Всушност е прекрасен јазик. Тој самиот вели, после ќе кажам нешто повеќе за структурата на неговиот јазик, вика: "Јас не пишувам на италијански јазик, пишувам на еден измислен јазик." Тоа всушност и не е целосно измислен јазик, инаку би бил неразбирлив. Кој тој што ќе го чита, ако прво наменет за италијански читатели, а да не зборуваме после кој тој што ќе го преведува. Меѓутоа се работи за јазик кој тој на италијански го нарекува вигатезе, а тоа е всушност јазикот кој се говори во градот Вигата. Тоа е измислено име всушност за Порто Емпедокле. Тоа е местото каде што е роден Андреа Камилери. Што прави тој? Користи всушност повеќе јазични кодови. Го користи италијанскиот, неостандарден италијански јазик, сицилијански јазик, сицилијански регионализми и негови лични јазични креации. Зема, например, сицилијански збор, на кој му дава, не знам, некои наставки, додавки од италијанскиот новостандарден јазик, но карактеристично е, а и тешко е тоа исто за преведување, што на одредени зборови кои се користат со едно значење, конкретно значење, тој им дава ново, дополнително значење. Значи, се работи за една полифонија, еве да ја наречеме така, јазична полифонија. Меѓутоа, бидејќи Камилери многу сакал музика, најмногу ја сака џез музиката и сака со сите овие измени што ги прави во јазикот да создаде еден вид
еден музикален јазик, тој го нарекува. И од каде му доаѓа таа идеја, покрај љубовта кон музиката, Камилери додека размислува, односно кога дува ветар најмногу сака да размислува, тоа нешто го фасцинира. И вика, еден ден, кога дувал силен ветар, гледал на плоштадот, ги гледал статуите, меѓутоа имал чувство дека тие се движат во одреден ритам според дувањето на ветрот, нели, според насоките. И сметал дека тоа е најдобар начин да пренесе живо, со еден живописен, сочен јазик, таа музика, нели, и во јазичниот тој момент, и во јазичниот, во неговиот јазичен израз. Што е многу специфично за преведувач. Апсолутно. Тоа да се... Да. Значи, наидував најмногу на проблеми од типот кога има преминување од еден јазичен код кон друг јазичен код. Треба да се најде, значи, соодветен збор во македонскиот јазик, кој е во ретка употреба или кој требаше да го измислам, нели, за после да му дадам објаснување на литературен, на стандарден македонски јазик. Значи, тоа бараше навистина големо истражување, бидејќи тешко е да се постигне тоа. Кај нас сепак дијалектите, да не речам се во изумирање, меѓутоа можеби се помалку се користат, а јас ги сметам навистина за извор за постигнување еве во преводот на доловување на тој сочен јазик. Онамо каде што беше потребно, например, да се прави разлика во преминувањето од еден јазичен код кон друг, прибегнував кон архаизми или кон многу тесен дијалект. За среќа на интернет на денешно време се ќе најдете. Така што за дијалекти, бидејќи присутни се повеќе дијалекти, некаде користев охридски. Зошто? Бидејќи и таму има езеро, има вода, порто емпедоклена, море и така натаму. Очекував дека таа музикалност, тој ритам може да се долови токму преку тој дијалект, но и пронедов зборови кои што навистина не ми беа познати претходно, а што ќе ги искористам во преводот. Тоа ChatGPT не може да ви го направи однапред, да кажем, вештачката интелигенција. И се распрашував дали колку им се познати тие изрази, нели, на луѓето. Видов дека речи се никој од оние што ги интервјуирав на некој начин не ги знаеш. Значи тоа се баш архаични зборови. Архаични или во многу во употреба, да речем, во тесна група. Значи најдов од тетовски дијалект, струшки дијалект. Јас би ја замолила Марија да прочита еве и на италијански, да се слушна италијанскиот, бидејќи Марија ми беше студентка на катедрата за италијански јазик, одличен студент. Го следам незиниот професионален и личен развој со големо задоволство. Па еве за гледачите би било убаво да слушнат како звучи италијанскиот и како звучи во македонски превод, реченици каде што има застапено токму такви зборови. Ете, ви благодарам Преце за приубавите зборови, а еве сега да видиме како баш тоа споредиме. Lo sbiro sei tu, ad ogni modo, per farti piacere, ti dico che la cosa mi feti, mi puzza. Pa нели ти си цајкан? Како и да е, се сложувам со тебе. Работава, орли бабит, смрди. Ова се навистина зборови кои што... Орли бабит, првпат го слушам искрено. Ме воодушеви, навистина ме воодушеви. И барав некоја етимологија, веројатно орлите одат и на мрши, па смрдеа и така натаму. Значи, за да биде полесно разбран, Камилери ги користи, значи, тие негови специфични зборови, архаизми или нови јазични креации и во
одредени случаи дава нивно објаснување. Значи, објаснувањето овде не го давам јас на македонски, тук го давам, бидејќи е во оригиналот на италијански. Значи, тој самиот на некој начин дава, не на некој начин, туку ги да објаснува, за да им биде разбирлив и за италијанските читатели. Овде, пред да го слушнеме евентуално другиот пример, би сакала да напоменам дека во почетокот, инаку Камилери е и филозоф. Тој е гениален ум, навистина, она менте баш многу фин ум. Сестран, што се вели. Сестран и така натаму. Би сакала да споменам дека токму заради тој негов вигатски јазик по почетокот, издавачите имале проблеми да го објават неговиот прв роман што им го предложил, бидејќи сметале дека ќе биде неразбирлив за италијанските читатели, а се разбира издавачот е заинтересиран да има продажба на делото. После 10 години го објавува романот и придружен со, бараат издавачите од него да го придружи со речник на оние архаични зборови или негови јазични креации. Меѓутоа, сепак и покрај тоа што се нови креации, тој прави изнаоѓа начин да бидат тие разбирливи за италијанските читатели. И можам да кажам дека италијанските читатели се навистина воодушевени од тој јазик и веќе дури некои во секојдневниот говор си ги применуваат. Се навикнаа веќе на неговиот стил. Ако може уште еден Можеме, пример. за да баш видат и гледачите кои се тиете зборови кои што сте ги употребиле како превод. La donna obbedì e subito l'automobile si riempì del profumo che al commissario era già noto. Dove si va? Ripeté la donna. Ora non babbiava, non scherzava più. Da femmina di gran razza aveva avvertito il nervosismo dell'uomo. Ова е на италијански, а сега преводот. Жената послуша и веднаш автомобилот се наполни со мирисот кој му беше добро познат на инспекторот. Каде ќе одиме? Повтори жената. Овој пат не си играше шенгуле со него, не се шегуваше повеќе. Како жена со педигре, ја забележа раздразнетоста на мажот. И шенгуле е архаичен збор, нели? Апсолутно. Архаичен збор, дури барав и речник, најдов и речник на архаизми. Навистина многу време ми одзеде самиот процес нели на преведување, меѓутоа задоволна сум од резултатите што ги постигнав. Еве и во овој пример имаме си игра нели шенгуле и Камилери го дава објаснувањето. Во други случаи, на пример, има Сисканто се уплаши, меѓутоа ми треба, се разбира, да употребам таков збор, негова јазична креација и да најдам или архаизам, или јазична креација, јас да направам нова иновација во македонскиот јазик. И таму го употребив се Вангелоса, до самиот збор нема објаснување, така и во оригиналот, меѓутоа во диалогот, после 2-3 реченици, инспекторот, например, прашува, а од што се уплаши, така што на читателот, иако нема веднаш објаснување до самиот архаизам, му е јасно од диалогот зашто станува збор. Да. Му се расветлува. Значи, навистина голем предизвик, инаку правев исто така истражување и тоа за мене беше многу важно за да знам и јас да одлучам, бидејќи преведувачот е постојано пред некој избор. Постојано мора да носи одредени одлуки, решенија, тешки решенија. Некојаш мораш да се откажеш од нешто за да добиеш нешто друго, за да постигнеш, но тоа друго треба да има истата вредност, дали но на првото. И ме интересираше како постапиле во на други јазици. Некаде има сосема целосно неутрализирање на тој полифоничен јазик на Камилери, што значи дека преведувачот од какви да е причини, може би од неможност, бидејќи може би неговиот јазик не нуди такви јазични можности, користи
само стандарден јазик, но тоа ја неутрализира експресивноста на јазикот. Смислата. Апсолутно. Во францускиот превод, например, преведувачот користел дијалект од Марсеј, меѓутоа кога се сродни јазици полесно е да се направат одредени измени, нели, и на повеќе нивоа. Да, еве кога станува збор за романот е од издавачкиот центар 3 и практично е роман за храна, вино и за убиство во мало сицилијанско градче. Веќе е во продажба така. Да, во продажба е романот. Сакам овде да потенцирам дека кога ќе се рече дека припаѓа на тој жанр криминалистички романи, не станува збор, тоа и на представувањето на книгата го кажав, не станува збор само за читателот да открие кој беше убиецот, градинарот или мајордомот или не знам што, кој, не е битно. Туку станува збор за тоа да се ужива во не само во расветлувањето на самата случка, на самиот настан, овде па имате лавиринт од настани, од личности и така натаму. Туку во јазичниот израз, бидејќи конкретно кај Камилери не прави тој опис на секоја личност, не вели тој припаѓа, не знам, на таа и таа класа, да, може работи тоа и тоа, меѓутоа описот на таа личност, него и сознанијата за таа личност ги стекнуваме токму преку нивниот јазик. Така. Јазикот што тие го говорат. Монталбано, например, располага, Салво Монталбано, инспекторот, со сите можни јазични регистри. Тој користи стандарден јазик, висок стил кога зборува со своите предпоставени, па внесува многу иронија. Ова е карактеристичен и заради се присутна, можам да кажам, иронија. Па употреба на терминологија специфична, например, за, не знам, за право, за медицина и така натаму. Да, и таа серија ден денес се емитува, се снима, се уште е актуелна на италијанската телевизија. Инспектор Монталбано, како што спомнавте, и во целиот свет е преведен и на повеќе од 30 на јазици. А ние имаме често благодарение на вас да обликот на водата, книгата го имаме тука, но професорке, вие имате толку многу други книги преведено. Од Итало Калвино исто така. Имаме и италијански приказни, како што спомнав, Итало Калвино, многу други книги, Дино Буцати, 60 приказни. Елена Феранте. Да, потоа Луиджи Пирандело, исто така врвни италијански автори кои што благодарение на вас имаме можност тука да ги читаме. Голема е честа, на вистина. Да. Благодарам за убавите зборови. Повторно ќе се навратам на тоа представување, последното представување на романот Обликот на водата, кога реков дека до неодамна улогата на преведувачот беше, како да кажам, многу занемарувана. Меѓутоа, преведувачот е вториот автор. Преведувачот е оној што му го продолжува животот на делото. Го пренесува. Оригиналот е траен, останува таков. Но со преведувањето тоа дело добива многу нови животи. Значи, навистина трајна вредност. И факт е дека преведувачот е втор автор. Кој може да го прочита, освен ако не е одличен познавач на италијанскиот, сицилијанскиот или познавач на тие јазични, да речеме, иновации, на Камилери, Дино Буцати, Пирандело, кој да е, се зборам за италијанскиот, нели? Меѓутоа, за среќа имаме многу богато преведувачка активност сега, што ја збогатува македонската книжевна преведувачка, нели, дејност во целина. И тоа е начин на кој што, нели, нашите сограѓани, важи за сите, за целиот свет, може да патуваат низ други, да запознаваат други култури, други универзуми. Така. Нели?
Професорке Никотиновска, ви имате исто така богато искуство кога станува збор толкување настани на високи државни верски представници, тука кога беше папат исто така, председатели, премиери, бизнис форуми. Колкав е притисокот да кога знаете дека буквално секој збор мора да биде пренесен точно и во моментот? Тие толкувањето, симултаното и консекутивното толкување се навистина нешто што е подложено на голем притисок. За разлика од книжевното преведување, вие имате и там одреден временски притисок за толку и толку време треба да се преведе. Меѓутоа, можете да се навратите, да поправите нешто ако мислите дека сте сгрешили и така натаму. Овде, кога ќе влезете во кабина или на консекутивно толкување, особено на делегации, нели високи делегации, нема враќање назад. Значи, за тоа треба да се биде, толкувачот треба да биде навистина многу подготвен. Значи, да има и општи познавања, зборам и на светско ниво, она што се случува во светот. Ние не можеме сега во секое селце што се случило, како толкувач, но најважните случувања во светот толкувачот мора да ги знае. Да следи се што се случува во државата каде што и окружението, нели? Каде што треба да патува, каде што ќе биде настанот, самата проблематика што ќе биде третирана. Значи, треба општа подготвеност, но и она што се нарекува специјална подготвеност. Притисокот е навистина многу висок, бидејќи имало разни, да речеме, проблеми се јавувале не зборувам за нашата држава, зборувам и во светот, нели? Непредвидени ситуации. Непредвидени ситуации, ќе се изморили, што и да е. Погрешно нешто ќе протолкува или несоодветен толкувач избран. Значи, навистина е многу важен изборот на толкувачот. Оно што ќе се зафати со тоа, треба да биде, да има одлична јазична компетенција да поседува, културолошка компетенција, повторно ќе речам да поседува специфични знаења. Инаку, нормално ќе се соочите со разни предизвици. Например, еве, ќе кажете ли, баш би сакале да знаеме, да. Анегдота, например, конкретно нема да посочам кога што, меѓутоа се случува, например, главниот предводник, да речеме, на македонската делегација, оди кај председател, папа и така натаму, одат со лифт, вие имате, не знам, неколку повеќе скали да ги истрчате заедно, можеби со останатите членови од придружбата, и сега при тоа трчање едно е со лифт да стигнете за 2 секунди, друго е да се истрошите на со трчањето, па за дишање, бидејќи мора да бидете тамо. И тоа адреналинот го крева, се разбира, меѓутоа и помага. Јас ги сакам многу и тие ситуации непредвидени, бидејќи, не знам, може би треба одредена предиспозиција, сум успевала да ги надминам тие ситуации. Имам, например, слики каде што додека двајцата председатели разговарат, јас се уште седнувам на столчето меѓу нив, нели? И не седната уште преведувам. Так. Или, например, ќе се заборави некој, па ќе говори подолго време, значи, вие сето тоа треба да го пренесете. Така. Да не, една запирка што се вели. Се случувало, например, некогаш исто така од брзање, не може од чантата да извадите, не знам, некој ливче на кој што сакате да запишувате, нели, нотес. Се сеќам еднаш на таа главната од протоколот, викам, бидејќи немаше време, викам, можем да го користам, имаше веќе тамо еден. Некој листови пенкало, секако слободно, знам дека може, меѓутоа да прашам. Почнувам со пенкалото, бидејќи консекутивно да запишам пенкалото, не работи. А времето тече. Времето тече и не смеам воопшто да барам, да размислам сега, чекајте, толкувачот нема пенкало. Мислам, тоа се такви ситуации, се случува, меѓутоа на се треба да бидеме подготвени. Тогаш треба максимална концентрација.
бидејќи вие во исто време, навистина симултано се одвиваат дејствата. Го примате, имаме примање на восприемање, да речем, на еден јазичен инпут, да го наречеме, нели? Неговото разголување или ослободување на таа мисла од јазичната облека што ја носи и преоблекување што се вели во другиот јазик. Так. Значи, а додека тоа го правите, слушате, например, додека го преведувате, веќе вие мора да го слушате и да го анализирате она што во меѓувреме го зборува другиот соговорник. Инаку, тоа е навистина голема чест. Морам да кажам дека сум имала и среќа во животот, но и за тоа треба, кога ќе се дојде, ќе се погоди таков момент, треба да бидете подготвени. Значи, инаку возот отиде. Шансите ритко за жал се појавуваат во животот. Треба, се разбира, да ја зграпчиме и да ја искористиме. Меѓутоа, треба да се покажеме. Ако не се покажете во добра светлина, нема да ве викнат друг пат. Инаку, огромно задоволство е да бидам во присуство на папата и Берголјо и Бенедикт, Франческо, односно кај нас Франциск. Да. Еве уште еден проблем, ако смем да се навратам околу името. Да. Тоа го имав исто анализирано. Првиот момент кога го избра, јас си го нарекувам Франческо, бидејќи на италијански. На италијански. Се појавија во медиумите разни имиња. Мислам, не е тоа за критика, меѓутоа додека се дојде до она како навистина треба, беше нарекуван Франциско, Франсис, Франциск, Фрањо, Франческо, не можам да се сетам, колку уште, за да се дојде дека всушност во македонскиот треба да биде Франциск. Нели, од латинскиот се отфрла последниот слог и останува Франциск. Да, тоа беше голема дилема, се сеќавам тогаш кога дојде. Да. Имињата се, ако може да се надоврзам повторно, бидејќи од темата ни е и преведувањето меѓу другото. Кога го преведував Ослободениот Ерусалим на Торквато Тасо, што се случуваше? Обично се вели во литературата, треба транскрипција да направите, нели? Ако се вика тој Гулјелмо, ако во оригиналот, значи треба да направам транскрипција, нели, по фонетска звучност, да. Гулјелмо да напишам во македонскиот. Меѓутоа, треба да се води сметка дека италијанците ги италијанизирале во одреден период странските имиња, нели? Така што во Ослободениот Ерусалим има тројца Гулјелмо. Има навистина Гулјелмо, италијанец од Дженова, па има Вилијам и има Вилхелм. И тоа треба да го препознаете, така што на тоа морав да внимавам. Не сум направила споредба со некои други јазици да видам како го решиле, но ова е, да го наречеме тоа преведување, предавање на имињата, меѓутоа еве некои теоретичари го нарекуваат и преведување. Како и да е, многу комплексна работа е преведувањето. Професорке Радица, ви имавте исто така една уникатна можност од 1998 до 2022 и во периодот од 2006 до 2008 година да бидете ангажирана како лектор по македонски јазик на Универзитетот за ориентални јазици Ориентале во Неапол. Какво искуство беше да се работи во таква академска средина? Извонредно искуство. И тоа можам да кажам дека имав навистина ретка можност да престојувам подолг период, значи од 98 до 2002 првиот пат и вториот пат, како што рековте, од 2006 до 2008 на еден прекрасен универзитет. Ако почнеме од изгледот на зградите, на градбите каде што се одвива наставата, па се до можностите, се до убавината на самиот Неапол, навистина, можноста да
подолг период да можем да комуницирам со луѓе и од академската средина на универзитетот, нели, и луѓе што ги среќава во секојдневието. Значи, се работи за најстариот лекторат по македонски јазик, отворен надвор во друга држава. Отворен е во 1969 година, благодарение на соработката меѓу еден многу познат лингвист Нуло Миниси и Блаже Конески, нашиот Блаже Конески. И тој лекторат непрекинато работеше долги години, дури јас кога бев 40 години прославивме од наставата по македонски јазик на тој лекторат. Имав студенти, дури еден период беа и како 3 годишни студии, нели, по новиот болонски систем 3+2, меѓутоа македонскиот во рамки на тие 3 годишни студии се изучуваше и како изборен јазик за многу други групи, нели, но и факултети. Дури имав студенти и од политички науки, кои беа заинтересирани и за македонскиот јазик и за други јазици се разбира, меѓутоа и за македонскиот. Одлично искуство, пред се заради нивната љубопитност, навистина се сака да дознаат едноставно, така што за време на тие часови не само што го учеа јазикот, туку и културата, историјата и така натаму. Дури и се случи да имаше неколку мина заинтересирани да изработат теми, дипломски трудови на теми поврзани со Македонија. Значи и од книжевноста и од историјата. Навистина со некој од нив сум се уште во контакт, навистина многу убаво искуство. Доаѓа во посета исто така амбасадори, македонски амбасадори кои беа во тој период во Неапол, ректори од УКИМ, визитинг професори. Од таму исто така произлезе, едното ќе ја спомнам, тоа беше моја менторска работа со 2 студентки, Валерија Родригес и Маријанджела Бјанко Фјоре, која сега е истакнат преведувач на македонски автори на италијански јазик, објавени токму во Италија, на збирка поезија од Дементиенко, која беше објавена во Палермо. Значи ги добивме и примероците од тие книги. Потоа исто така работевме на преводи на Луан Старова и други. Па, тоа е одлично и ето кога се учи јазик, не се учи само граматиката, морфологијата, синтаксата, туку комплетно и цела негова историја. Тоа го кажам од моје име како италијанист и сите мои колеги студенти со голема љубов го учевме не само италијанскиот јазик, туку и целата негова историја, книжевност од почетоците па до денес и всушност вие и за нас не сте само професор, туку навистина ментор, поддршка во било кој момент од нашите конкретно студии и зад вас стои една долгогодишна посветеност кога станува збор наставната дејност, имено покрај тоа што сте професор на филолошкиот факултет Блаже Коневски при УКИМ, исто така сте и дел од Здруженијето на италијански професори, нели? Што најмногу ви исполнува во работата со студентите? Колку е важно од страна пак на професорот да биде ментор, не само автоматски, механички да предава предмет? Толкому така, Маре, и од оваа последна реченица ќе почнам. Значи, не се работи, зборувам за професијата професор, само за пренесување на знаења. Тоа е едната страна, нели, едниот фактор. Се работи всушност да побудите љубопитност кај студентите, кај учениците општо да речам, меѓутоа јас можам да зборам за студентите, да ги насочите, да се обидете да ги насочите и кон нивниот професионален развој, да го следите и професионалниот и личниот развој нивни, како што со задоволство можам да констатирам и денес, иако веќе
знаев и за тебе, Марија, и за многу други наши студенти. Она што е посебно важно да се свати дека е многу битна таа меѓусебно почитување, нели? Професор, студент, двонасочно. Так. Разбирање, обид барем да се разбере индивидуално секој каква личност е, за да може доколку е потребно посебно да му обрнете внимание, бидејќи за секој од нив се кријат различни приказни, убави, помалку убави и така натаму. И улогата дури и на факултет, ако би требало главната мотивираност, да речеме, на тие што се запишале на факултет да биде, сакам со сигурност тоа да станам и јас ќе го студирам тоа. Меѓутоа, тоа не е доволно. Професорот треба да му помогне да се засили тоа чувство, да си ја засека таа професија, нели? И да се занимава, да се подобрува на сите полиња. Така. Еве тука можеме да видиме инсерти, навистина многу признани и награди во текот на вашата кариера имате добиено. Јас морам секако да ги прочитам кои се дел од нив, имено престижната национална награда за преведување, Премио национале per la traduzione, едиционе 2019, нели, од Министерството за култура на Република Италија, наградата Божидар Настев од Сојузот на литературни преведувачи за превод на романот Продавница на тајни од Дино Буцати. Добитник сте исто така и на 2 ордена на Италијанската република од редот Витес, Ордина della Stella della Solidarietà Italiana и од редот Офицер, Ордина della Stella d'Italia, што ги доделува председателот на Република Италија за ширење на италијанската култура во странство. Ваквите признанија, ќе ни скажете вие од ваша перспектива, колку се дополнителна може би одговорност за вашата професија, за професорите, но и за идните, да кажам, преведувачи и професори во иднина. Да. И честитките за сите овие награди. За мене благодарам многу, Марија. Се разбира, убаво е кога некој ќе најде начин да го вреднува тој ваш труд, иако никогаш не ми било тоа, да речеме, првичен интерес за мојата работа да добијам некакви посебни признанија или награди, бидејќи моја среќа е што навистина уживам во, па ќе ги наречам моите 2 паралелни професии, односно 3, и во образованието на младите луѓе. Се надевам дека сум оставила печат, трага, секако, нели, дека ќе се сеќаваат секогаш на мене со добри мисли, се разбира. Меѓутоа, првото признание стигна, зборувам за меѓународно, од страна на Италија, во 2004 година, кога станав витез, нели, од редот звезда на италијанската солидарност, тогаш се нарекуваше. Таа награда е востановена многу одамна, па имаше прекин и тоа беше прва година кога повторно, нели, продолжија да ја доделува тоа признание, така што бев прва што станав витез. Да, После тоа следеше овде е доделувањето на националната награда за превод. Тоа се случи на 29 февруари, меѓутоа беше за издание од 2019 година. Тоа оди на конкурс. Значи не ве бира така случајно. Има конкурс, се објавува во дипломатските представништва и вие си конкурирате, собирате книги, се што имате, праќате образложение и така натаму, сите можни преводи и што сметате дека треба, нели, дополнително околу тоа. Се работи за всушност 8 награди во цел свет за одредена година, тоа беше за 2019 година, меѓу кои и на издавачки куќи некои.
Тоа беше од Италија, мислам дека имаше 2 издавачки куќи. И образложението беше прочитано и целиот настан се одвиваше во библиотека Анџелика. Так. Тоа е една библиотека која ги содржи едни од најстарите изданија, прекрасно изгледа. И се гледа, да. Да го добиеш ова признание во еден таков амбиент за мене беше нешто незамисливо. Значи, нешто навистина што, да речам, остварување на сон не ми било сон, бидејќи не знаев дека може да има такво нешто, меѓутоа со огромно задоволство. И токму беше спомнато меѓу другите и Дино Буцати, беше спомнат и Торквато Тасо, Ослободениот Ерусалим, заради версификаторски способности и така натаму. И следеа се разбира и други награди. Одлично. Да. Вклучени сте исто така и во меѓународни проекти. Можеме ли, бидејќи сме при крај на разговорот, пократко за што всушност станува збор? За какви проекти? Да, значи, вклучена бе во повеќе проекти, меѓутоа ќе ги споменам последните. Последниот проект заврши во 2024 година. Се работи, фактички се работеше, јас бев раководител на тој проект, меѓутоа заедно со носител на проектот беше Универзитетот за странци во Перуџа и Универзитетот во Порто, бидејќи беше наменет за изучување на италијански јазик и португалски јазик на словенски говорители. И тамо беше потребно да се изработат многу педагошки материјали кои можат и ден денес, значи катедрата беше вклучена во тој, јас не работев сама на тој проект. Тие материјали се уште се наоѓаат одлични материјали, проектот доби награда за успешната реализација и материјалите се достапни на страницата на Универзитетот за странци во Перуџа. Значи, за изучување на италијанскиот, но како академски јазик. Да, и јас бев дел од тој универзитет во 2012 година. Еден месец имав можност да ја следам нивната настава и фасцинатно е, како што спомнавте, вие од град бите, па внатре како во друга ера што се вели да сме, а исто така и тоа искуство е незаменливо. Да. Сите сме, мислам, секој италијанист морал барем еден месец, два или повеќе да помине таму. Јас имав среќа повеќе месеци да престојувам, но навистина е прекрасно искуство. Нешто што останува за секогаш. Да. И тоа ни го пренесувате и нам, и на вашите студенти, еве и на новите генерации. И кога ќе се вратите наназад, на вашата кариера, што ви исполнува најмногу од овој аспект? Па, тешко може да се издвои еден од тие аспекти што беа споменати. Значи, преведувањето, како што реков, представува нешто што е трајна вредност, нели можете вака да го фатите, да го доживеете и преку контакт и се разбира читањето и така натаму. И тоа исполнува бидејќи носите туѓи култури во вашата земја со цел збогатување, се разбира, на различни нивоа. Во однос на наставната дејност, можеби најмногу ме исполнува работата со студентите, со учениците. Јас 15 години работев во Центарот за странски јазици, потоа на факултет. Значи, мислам дека е една од најблагородните, ако не и најблагородна професија, да помогнете во развојот на еден млад човек, да го насочите правилно, да си го најде својот пат. Но, ако ги сумирам трите аспекти, пак ќе речам диалогот, да го сведам на диалогот меѓу двете култури, во мојот случај, нели, италијанската и македонската култура, во двете насоки, се разбира. И тоа успешно сите овие години го правите и се надам дека и понатака уште долги години ќе ги поврзувате двете култури. Многу ви благодарам, професор, ке ми беше задоволство. Благодарам, Марија, и мене ми беше навистина огромно задоволство да учествувам во оваа емисија. Поздрав до вас, до целата екипа и до гледачите.
Се надевам повторно за нови поводи и убави преводи ќе имаме можност да поразговараме, а до тогаш ја читаме книгата Обликот на водата на Андреа Камилери во превод на професорката Радица Никодиновска. Токму таа, професор доктор Радица Никодиновска, универзитетска професорка, преведувачка и толкувачка со богата домашна и меѓународна кариера. Денеска беше дел од неделниот микс, а вие бидете заедно со нас. За кратко остануваме секако понатака со нови теми.